До почетокот на 2005 година, широката употреба на пластична амбалажа стана сериозен проблем во Македонија. Имаше огромна количина пластичен отпад со која беа загадени природните убавини на земјата, особено реките. Луѓето рециклираа само отпад од метал, хартија и стакло во мали количини. Значи, очигледно беше прашањето, зошто да не се рециклира пластиката? Одговорот беше, бидејќи никој не ја откупува. USAID имаше идеја да започне проект кој ќе воведе рециклирање на пластика во Македонија. Затоа, USAID најпрво требаше да ги најде вистинските партнери. Со помош на USAID, неколку компании низ Македонија воведоа технологија која го рециклира отпадот од пластика во гранули од пластика, кои понатаму се извезуваат како суров материјал, од кој се прават нови производи од пластика. Потоа, во партнерство со локалната власт, USAID помогна да се создаде целата инфраструктура и логистика преку набавка на сини метални улични контејнери, каде луѓето може да ги фрлаат пластичните шишиња, назначување собирни пунктови, работа со јавните комунални предпријатија, кои понатаму ќе го едуцираат населението како да ја одвојува пластиката од останатиот отпад. USAID направи програма за обука на уличните собирачи, да научат правилно да сортираат и пластика. Тие добија и специјално направени трицикли за собирање пластични шишиња. Оваа иницијатива беше промовирана во сите основни училишта во Македонија. Беше дури направена популарна химна за рециклирање на пластика. И на крајот успеа. USAID создаде сосема нова самоодржлива индустрија. Со подигнување на свеста за загадувањето, USAID промовираше навики за заштита на животната средина, создаде нови работни места, а најдобро од се, Македонија стана почисто место. Повторно можеше да се види незината природна убавина. Во 2005 година, USAID помогна да се воведе цел ланец за рециклирање на пластика. Она што започна од едноставна идеја, прерасна во индустрија која создаде работни места низ целата земја. За тоа се вистинските пријатели. 25 години USAID во Македонија.